парадокс ниту во некоја земја во Европа, ниту во светот. Во општините населени со албанци се забележува постојан пораст на населението, додека од друга страна намалување на бројот на гласачи. Од друга страна, општините населени само со македонци бележат постојан пораст на смртноста, односно морталитетот, меѓутоа од друга страна се зголемува бројот на гласачи. Ќе наведеме неколку примери. Битола во 2014, 2015 и 2016 година има намалување на населението од 751 жители, додека има 1255 повеќе гласачи. Деварца во 2014, 2015 и 2016 година има намалување на населението од 150 жители, додека има 1902 повеќе гласачи. Охрид во 2014, 2015 и 2016 година има намалување на населението од 76 жители, додека има 1905 повеќе гласачи. Кичево во 2014, 2015 и 2016 година има намалување на населението од 112 жители, додека има 2997 повеќе гласачи. Маврово во 2014, 15 и 16 година има намалување на населението од 7 жители, додека има 615 повеќе гласачи. Ново село во 2014, 15 и 16 година има намалување на населението од 173 жители, додека има 980 повеќе гласачи. Ресен во 2014 година, 15 и 16 година има намалување на населението од 208 жители, додека има 691 повеќе гласачи. Јегуновце во 2014, 2015 и 2016 година има намалување на населението од 4 жители, додека има 404 повеќе гласачи. Карпош во 2014, 15 и 16 година има намалување на населението од 394 жители, додека има 303 повеќе гласачи. Кисела вода во 2014, 2015 и 2016 година има намалување на населението од 206 жители, додека има 516 повеќе гласачи. Во спротивно продолжуваме со Чаје. Во 2014, во 2015 и 2016 година има зголемување на населението од 1418 жители, додека има 2219 помалку гласачи. Сарај во 2014, 2015 и 2016 година има зголемување на населението од 1288 жители, додека има 118 помалку гласачи. Газибаба во 2014, 2015 и 2016 година има зголемување на населението од 343 жители, додека има 702 помалку гласачи. Овие тенденции се целосно во спротивност не само со статистичките основни правила, но и со здравата логика. Се знае дека во општините населени со албанци, поради високото ниво на наталитетот, тоа се должи на поголемиот процент на млади луѓе, во споредба со општините каде што процентот на наталитет е понизок, односно општини кои претежно се населени со македонци. Затоа, логично е во некој нов изборен циклус да има изголемување на бројот на гласачи во општините во кои има висока стапка на наталитет. Во овој случај, бројот на албанските гласачи, поради тоа што голем број на млади луѓе наполнуваат 18 години и добиваат право на глас. Меѓутоа во Македонија се случува спротивното.
Парадокс кој не присилува да се сомневаме дека се подготвува манипулација на следните избори. Овој парадокс е резултат на неспособноста на албанската владеачка партија да го стави во нормален пат функционирањето на Државниот завод за статистика, Државната изборна комисија и другите институции кои имат надлежност во оваа област, како што се Министерство за внатрешни работи и Министерство за правда. За овој парадоксален феномен Движење Беса ќе ги извести дипломатските представници во Скопје. Мисијата на ОБСЕ ОДИР, како и другите меѓународни и локални организации кои ги следат изборите. Мисијата која ја имаме земено во политичката сцена не обврзува да ги ангажираме сите овие кои имаат способност за да ја спречиме девалвацијата на албанскиот глас, но и на граѓанскиот глас. Тие кои направија сценарија за да се манипулира со граѓанскиот глас, односно албанскиот глас, на 11 декември ќе се убедат дека Движењето Беса нема да дозволи такво нешто. Ова не е само наша обврска, но и обврска на секој граѓанин, односно албанец. Затоа ве повикуваме за зголемување на мобилноста на денот на изборите, за да се спречи било каква манипулација.